Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Следува редовната пресконференција на министерот за здравство доктор Венко Филипче. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, следува редовна пресконференција на министерот за здравство доктор Венко Филипче. Благодарам, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Имаме две починати лица, двајца пациенти од COVID-19 вирусот. Вчера во текот на денот, односно касно вечерта после полноќ. Маж на возраст од 45 години преку оделението за инфективни болести Куманово, понатаму во болницата 8 септември, каде е иницијално третиран. Има влошување на состојбата, касно вечерта префален на клиниката за инфективни болести, каде што за жал реанимацијата после кардиопулмоналното откажување не успеала. Епидемиолошки се поврзува за член од семејството, кој што бил на патување во странство во Франција пред отприлика 2 недели. Пациентот е со бројни минати болести, шекерна болест, болест на срцето, фибрилација, хипертензија и обезност. И другиот пациент е од клиниката за инфективни болести, каде се лекува од 27 март. Тој пациент има 78 години, исто така предходни болести, како хронична обструктивна болест и хипертензија и бројна терапија за овие две предходни состојби. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во овој момент се лекуваат 54 пациенти, 4 пациенти се критични, а 20 имаат потреба освен редовната терапија само од кислородна маска, останатите се со лесна клиничка слика без потреба од поддршка на дишењето во смисла на дополнителен довод со кислород. Во изминатите 24 часа потврдени се 44 нови случаи на пациенти диагностицирани со коронавирусот. Направени се вкупно 392 тестирања. Денеска состојбата по градови е во Куманово 23, Скопје 12, Тетово 2, Битола 3, Струга 2, Штип 1 и Прилеп 1 случај. Со ова вкупниот број на потврдени случаи во нашата земја изнесува 329, а според местото на живење во Скопје, Дебар, Куманово, Штип, Тетово, Прилеп, Струга, Велес, Битола, Охрид, Кавадарци, Гостилар, Крива Паланка, Струмица и Гевгелија. Вкупниот број на тестови направени во нашата земја од почетокот на пандемијата до сега изнесува 3518 тестови и ги соопштуваме резултатите од апсолутно сите кои што се вклучени во мрежата на тестирање и кои што увид секојдневно прават епидемиолозите од Институтот за јавно здравје. Во Козле практично, дозволете да кажем уште неколку информации, значи врска со некои институции. Во Козле Заводот за рехабилитација практично престанува со работа, не прима повеќе пациенти. 2 од диагностицираните се префрлени на клиниката за инфективни болести. Ги чекаме резултатите во текот на денот на дополнителните 16 пациенти кои што се тестирани, односно е земен материјал во изминатите денови. Дефинитивно нема да има работна активност. Сите пациенти на кои што им е потребна оваа медицинска дејност, услугата ќе ја барат во амбулантскиот дел во болницата 8 септември. Што се однесува до болницата 8 септември, во текот на утренскиот состанок на Комисијата за заразни болести разговаравме за моделот кој што може да се забрзаат резултатите, со оглед на тоа што огромен број на пациенти доаѓа и за друга здравствена услуга, како и директно заради сомнение поради воспаление на белите дробови, и еден дел од тие мобилни тимови ќе биде посветен токму на зимање на анализите од болницата 8 септември, додека другиот мобилен тим кој што го најавивме во текот на
Минатата недела ќе работи преку системот на закажување и Институтот за јавно здравје пред се за повозрастните граѓани со цел тие да не излегуваат од дома и бриз материјал да се зима во домашни услови. Веќе е во функција пунктот во Чаир, а утре се отвора и пунктот во Млин Балкан. Со ова капацитетот на пунктови во Скопје практично се дуплира. До крајот на недела започнуваат со работа и останатите пунктови ширум државата во здравствените домови како практично дуплирање или триплирање согласно големината на градот на пунктовите кои што веќе функционираат во рамките на центрите за јавно здравје. Денеска ги очекуваме и до почеток на пресконференцијата не е завршено тестирањето во групите на тестови кои што се пуштени за двајца пациенти. Она информација за пациентот од Битола и жената од Лабуништа која е почината вчера. Материјали се земени кај двајцата непосредно постмортем, веднаш кои ќе бидат готови резултатите ќе ги соопштиме на јавноста. Мобилната болница до инфективната клиника е при крај, таму се поставуваат креветите, завршен е доводот со воздух, понатаму грејењето и ладењето. Веќе во текот на утрешниот ден практично ќе биде во функција, а целосно до крајот на неделата, но ќе повторам дека се уште има слободен капацитет и на клиниката за инфективни болести, таму исполнетоста 50%. Во тек е надополнувањето со кадри од клиниката за анестезиологија, медицински сестри од другите клиники согласно планот за ротација и поддршка на персоналот кој што работи на инфективната клиника. Во однос на прашањето кој што беше поставено во текот на вчерашниот ден за пациентот кој што почина на 31 годишна возраст во врска со неговата здравствена состојба, во анамнезата и документите на клиниката за инфективни болести не стои дека укажал на тоа дека има претходни заболувања, иако дознавме дека кај специјалистите кај кои што правел консултации претходно, укажал дека има некои претходни здравствени состојби, но во историјата на клиниката нема никакво друго заболување регистрирано. Уште би кажал за ситуацијата во Охридската болница, таму се заврши увидот на државниот санитарен и здравствен инспекторат, детектирани се пропусти во третманот на пациентката, за кое што беше дискутирано во претходните денови и ќе се преземат соодветни мерки за сите кои што биле вклучени во тој процес. Новиот директор ја реорганизира работата во однос на пристапот, во однос на сместувањето на пациенти на инфективното оделение, нешто што како пропуст во смисла на непостапување согласно претходните наредби од Министерството беше детектирано после што следеше смена на директорот на Охридската болница. Благодарам. Благодарам, министре. Почитувани колеги, почнуваме со прашање. Повели Канал 5 телевизија. Тамара. Благодарам. Имам да поставам прашање до министерот во однос на два сегменти. Најпрво за скопјанецот од Карпош кој што не ја почитувал мерката за самоизолација. Министре, дали може да ни кажете со колку лица ова лице остварило контакт од како му е зададена задолжителната самоизолација, колку луѓе од тие со кои што контактирал заболил и каква е состојбата, здравствената состојба на неговото потесно семејство? И прашање за уште еден сегмент во однос на мобилните тимови за тестирање кои неделава треба да функционираат на територија на цела земја. Колку ќе бидат тимови на број, со колку доктори и епидемиолози тие ќе располагаат, колкав број на тестови на дневна основа ќе прават и од кои места ќе се почне, дали можеби ќе се почне од оние градови и општини каде што моментално се најголемите жаришта на COVID-19, како општините во Скопје и можеби од Дебар и од Куманово. Благодарам. Во однос на првото прашање, мислам дека треба посоодветно да се добие одговор од Министерството за внатрешни работи со оглед на тоа што е таму иницирана една постапка, така да ја не би навлегувал во тие информации сега.
Второто прашање е исклучително важно. Значи, мобилните тимови почнуваат да работат во Скопје веќе од утрешниот ден, како поддршка пред се на пунктовите, а во смисла на тоа да постарите луѓе седат дома и се земе материјал од домашни услови согласно препораките и согласно тоа дека се тие најризичната група на граѓани. Во теков на неделава очекуваме да се практично екипираат и организираат и сите други пунктови во другите здравствени домови како поддршка на веќе отворените пунктови во центрите за јавно здравје. Согласно капацитетите на здравствените домови, сите ќе вклучат тимови по истиот тер како што тоа го планираме за Скопје. Значи, поддршка на постарите граѓани кои што треба да им се земе материјал за испитување, односно БРИС. Заврши анализата, проценката на стручниот експертски тим во сите приватни институции кои што ги задоволуваат условите за правење на овие тестови и согласно тоа очекуваме бројот на тестови на располагање кои што ќе бидат за сите граѓани пациенти широм државата значајно да порасне. Јас вчера веќе кажав дека имаме 30 повеќе тестови на располагање преку факултетот за ветерина, понатаму во уште некои приватни институции, дел од нив ги донираат овие тестови, така да сме веќе спремни да капацитетот се зголеми за најмалку 2/3 од бројот на тестови кои што беше правен до сега. Еве веќе и вчерашните тестови се многу повеќе отколку тоа што беше правено у текот на претходните денови токму по овој систем. Продолжуваме со прашања. Миомир, Телма телевизија Повеле. Добар ден, министре, дали може да ни кажете каква е состојбата во Куманово, бидејќи денес има драматично зголемување на бројот на заболени? Која е причината за тоа? Дали се откриени повеќе кластери на заболени, односно предизвикувачи, преносители на болеста? Што стана со заболениот лекарски и медицински персонал? Дали навистина еден од лекарите заболени во Куманово е префрлен вчера во Скопје на инфективната клиника или во друга скопска клиника? И кој ќе биде одговорот за постојаното барање на општината за карантин? Тоа е првото прашање. Второто е поврзано со тестот на лекарот во Битола. Значи, според информациите кои тој ги споделува, тврди дека третиот тест веќе му е негативен. Првиот му бил позитивен, вториот негативен, па сега првиот му бил негативен, вториот позитивен, а сега третиот повторно негативен. Што е работата, што се случува на тоа поле со тестирањата? Ви благодарам. Во однос на тестирањата, како што кажав, многу е битно да се пратат препораките во однос на контактите и во однос на присуството на симптоми. Сензитивноста на тестот е различна и ќе повторам дека епидемиолозите имаат увид централно во сите извори на тестирање, согласно препораките од комисијата кои што правеа увид во сите лаборатории каде се изведуваат тестирањата. Значи, ние можеме да тумачиме состојба на пациент, фаза во која што се наоѓа од болеста и дали е тестот позитивен и негативен, ако се има во предвид целата негова историја. Заради тоа што во еден момент може да е тоа согласно периодот на инкубација. Тестот негативен, после да се позитивизира или и обратно, доколку станува збор за некоја клиничка слика која што е сосем лесна, која што и самиот пациент не ни предпоставува, а има такви примери, веќе се публикувани во светот, дека станува збор за инфекција од овој вирус. Некои публикации укажуваат на тоа дека има пациенти кои што практично не се ни свесни дека прележале, и тоа е еден дел од процесот на стварање на колективниот имунитет, посебно во овие земји кои што веќе почнаа да излегуваат публикации и презентирање на таквите случаи. Во таа смисла сакам да кажам дека тестот може да се земе во предвид и целосно да се анализира состојбата здравствена на здравствениот статус на еден пациент, еден човек, само кога ги се имаат во предвид сите други околности. Во однос на болницата, вчера стигна известување дека таа нема да работи. Болницата во Битола, зборам плодност, во следниот период од 14 дена и мислам дека е тоа одлична одлука како мерка на
менаџерскиот тим. Што се однесува до Куманово, многу интензивно се работеше, се земаа многу материјали, има многу повеќе земено во однос на претходните денови. Мислам дека е многу рано да се каже дали ова драматично зголемување или не, но ќе ја пратиме будно состојбата и во текот на следните денови. Свесни сме за барањата, меѓутоа барања стигнуваат од повеќе општини. Ние одлуките ги носиме врз основа на проценката на епидемиолозите, на поврзаноста на случаите детектирани до тој момент, каква е нивната релација во однос на кластерите, во однос на иницијалниот извор на болеста. Во таа смисла динамички ја пратиме ситуацијата. Повторно ќе кажам, не би судел дека сега во овој момент врз основа на денешните тестови дека може сега да се процени во која насока ќе оди детекцијата на случај конкретно во Куманово, меѓутоа бутно ја пратиме состојбата. Продолжуваме со прашање. Пред да дадеме збор на колешкава од Сител, само да потсетам дека може по едно прашање, бидејќи да имаме време сите колеги да поставуваат прашање, интересот за поставување прашање е голем, повели Деспина Сител телевизија. Благодарам. Министре, веќе најавивте дека се очекува да пристигнат нови 20.000 тестови за корона, меѓутоа со оглед дека бројот на заболени во земјата секојдневно расте, епидемиолозите апелираат дека на земјата се потребни многу повеќе од 100 до 200.000 тестови. Дали се размислува за еден ваков многу пообемна набавка? Тоа ми е првото. И второто кратко прашање е дека веќе пристигнуваат информации за 4 заболени средношколки од Скопје. Дали имате вие вакви информации? Благодарам. За средношколци, еве до денеска немам информација. Што се однесува до бројот на тестови, веќе овој и сегашните тестови, заедно со тестовите кои што се на располагање во приватните институции, најавените донации, според стручното мислење на епидемиолозите у смисла на пристап и анализа на пациентите, се сосема доволни. Уште повеќе доволни со тие 20.000 тестови кои што ќе бидат на располагање, имајќи предвид дека имаме и сосем доволна количина тестови кои што редовно би стигнувале во нашата земја. Ќе повторам еве само накратко дека алгоритмот дека се тестира пациент со симптоми и дека се пратат неговите примарни контакти е алгоритам кој што експертите епидемиолози цврсто стојат на ставот дека треба да се имплементира во на нашата земја и со тој алгоритам сметам дека добро се детектираат случаите до сега. Тоа што има зголемување на бројот на случаи сега во овој период е сосем очекувано согласно прогнозите. Мислењата се дека тој тренд ќе продолжи и понатаму се до пикот кој што според сегашните проценки, исто како што беше и до пред неколку недели, се очекува на крајот на месец април. Продолжуваме со прашање. Телевизионни сенјар Нора Урно. Јас сум Фатбарда, погрешивте. Немам, ќе го поставам прашањето на албански јазик, се надевам дека ќе има превод. Дали може да го поставам прашањето на албански јазик, дали имаме превод? Повели, прашај. Првото прашање е во врска со личноста од Битола, каде што вчера излезе информација дека има дали се земени брисови од овде и дали е починат од COVID-19 Битола. И второто прашање, да не ме одговоривте конкретно доколку треба да пристигне бројот во Куманово, бидејќи Куманово за да се стави целосно во карантин. Значи, колку треба да стигне бројката на заболени во Куманово за Куманово целосно да се стави во карантин. И преводот не иде тешко, поврзувањето со преведувачите, како да е. Првиот случај е за починатиот во Битола и вториот случај во врска со случаите што се појавени во Куманово. Уште колку случаи треба да бидат за да Куманово да биде во карантин? Ако грешам во преведувањето, се извинувам. Благодарам. Значи, во однос на Куманово претходно го образложив прашањето во однос на пристапот како се анализира и како евентуално во предвид би дошли и дополнителни мерки и што би било вистинска индикација за тоа. За случајот во Битола кажав дека се
чека резултатот на тестот и согласно тоа ќе се преземат понатаму мерки согласно резултатот. Алфа телевизија. Добар ден, министре. Граѓаните се жалат дека кои закажале за тестирање, премногу се чека за тестирањето за коронавирусот. Тие се жалат и на алгоритмот за тестирање, односно за прашањето кое што е посебно на дали се биле во странство на 14 дена, кога веќе знаеме дека има локална трансмисија на коронавирусот во Македонија. Дали може би според вас е дојдено време за менување на алгоритмот за тестирање и дали во тестовите кои што ги објавуваат, односно случаите кога позитивен на коронавирус, се и оние брзи тестови од приватните клиники. И уште едно прашање околу клиниката во Козле, дали зошто ги пуштате пациентите дома, а не во карантин и без никакво тестирање? Не го слушнав прашањето за Козле, да пробам да одговорам, да го дадам концептот на пристапот. Примени се на инфективната клиника диагностицираните лица кои што индицирано болничко лекување, односно кои што се симптоматски, за кои што треба да се лекуваат во болница. Сите други, согласно резултатите, согласно времето од контактот, одат во домашна самоизолација, кај тие кои што веќе поминат периодот на инкубација е направен и тестот. Алгоритмот се прави врз основа на стручно мислење, значи има причина за секоја од точките, за секој од прашањата. И тој не може да се менува заради тоа што има логика и во редоследот на прашањата и во тоа како се структурирани, и сето тоа совршено одговара на епидемиолошката ситуација во која што ние се наоѓаме. И во однос на чекањето се дуплираа капацитетите за брисови во Скопје, од утре практично ќе бидат дуплирани со последниот пункт за сега во поликлиника Милин Балкан, дополнително на сето тоа и мобилната екипа за постарите граѓани, а истото до крајот на неделата и во другите градови на ширум државата. Со зголемениот број тестови на располагање, мислам дека сето тоа ќе биде сосем доволно за да се направи диагностиката. Продолжуваме. Нова ТВ, Менте Повеле. Благодарам. Добар ден и од мене. Дали ПЗУ специјалистичките ординации со интернистичка дејност треба да бидат известени за новите заболени и за починати пациенти кои може би поминали преку нивните ординации за да преземат мерки и да се спречи понатамошното ширење на вирусот. И уште едно прашање од мајки кои што се во една голема група, а на кои што им завршува породилното отсуство во овој период. Тие немаат потврди од градинка, бидејќи немале можност да ги запишат своите деца. На голем дел од нив работат, не можат да земат ниту платен, ниту неплатен одмор, работат во МВР или во здравство. Во МТСП ги упатуваат на вас или во владата. Може ли и како може да се реши овој проблем со оваа група на родители? Бројни прашања стигнаа од луѓе во изминатија денови за однос на второто прашање. Ние денеска ова прашање токму поради тоа го дискутиравме на централниот штаб кој што заседаваше утрово и се задолжи Фондот за здравствено осигурување да изнајде решение. Дискутиравме за две можни решенија, дали може технички да се запишат административно децата во градинка или фондот да го продолжи породилното отсуство. Дозволете да согласно ова задолжување се изработи соодветно решение, верувам до крајот на неделата, меѓутоа една форма на решение сигурно ќе има, значи ќе може комотно да се продолжи, дали ќе биде продолжување отсуството или запишување во градинка, значи една или друга основа, но решение ќе се изнајде. Ќе известиме јавноста кога ќе се заврши работа. Верувам дека ќе постои можност уште во текот на утрешниот ден да ги завршиме сите состаноци. И да, овие локални, се извинувам, интернисти кои што имаат поликлиники, може да бидат вклучени во системот на известување на матичните лекари. Тоа може да го иницираме уште во текот на утрешниот ден.
Продолжуваме со следно прашање. Слободен печат, Мирослава Повели. Министре, може ли да ја објасните разликата меѓу тестовите кои што се прават на приватните клиники и оние кои што се прават во лабораторијата при Институтот за јавно здравје? Што треба да знаат граѓаните околу овие тестови? Има ли разлика? Да, благодарам. Ова е добро прашање заради тоа што многу често се поставува и мислам дека е добро да се расчисти. Значи, прво нема разлика помеѓу приватните и државната, има разлика само во типот на тестовите. Заради тоа што во Институтот за јавно здравје и во еден дел на приватните институции се прави тест кој што го детектира присуството на вирусот. И тоа е по така наречена PCR техника, што значи дека кога ќе се направи тој тест, кога ќе се потврди присуството на вирусот, значи дека пациентот е носител на вирусот и болеста може да ја прошири. Понатаму другата форма на тестови се тестови со кои што се детектираат антителата. Тоа засега се прави само во овој болницата Систина кај нас и дополнително на тоа и антигенот. Значи, кога се проверува тестот за антитела, тогаш се утврдува дали пациентот го прележал вирусот. Кажав дека може да е тоа и во сосем лесна форма, несвесен дека е пациентот болен од оваа болест, зашто има и конкретни примери. И такви типови на антитела има два, едни кои што се јавуваат кратко време после прележувањето на болеста и едни кои што се јавуваат во подолгиот период после прележувањето на болест. Има еден сосем мал период во кој што овој прв тип на антитела се регистрира заедно со антигенот. Значи, тоа се двете разлики на тестовите. Едните кои што го детектираат присуството на самиот вирус, во кој што знаеме дека е пациентот носител и може да прошири болеста, и вториот тип на тестови кога се детектираат антителата, значи дека пациентот ја прележал болести, ако се детектираат оние антитела од вториот тип покасно, значи дека веќе пациентот не е заразен, туку болеста ја прележал и во тој момент не може истата да ја пренесе. Продолжуваме. Колешка Габриела Повели. Почитуван министре, јас имам прашање. Каква е здравствената состојба на 6 заразени со коронавирусот во градот Велес? И моето второ прашање е, Вухан веќе прогласи победа врз COVID-19, прогласивте пикот дека би бил за 1 месец, кога треба да очекуваме расплет и стабилизација во нашата држава? Благодарам. Во однос на конкретната состојба со пациентите можам генерално да кажам, заради тоа што има бројни прашања дека тие кои што се со лесна форма се на домашно лекување у комуникација со матичните лекари, тие кои што имаат средна или тешка форма се наоѓаат во болниците на болничко лекување. Во однос на второто прашање, сега е ситуација во која што многу тешко може да се предвиди дали градови, односно подрачја или некои региони, еве конкретно во Кина, може би да очекуваат и втор пик. И тоа епидемиолозите може многу тешко да го кажат, заради тоа што нема сигурни работи врз основа факти на кои што може да се направи таква проценка. Има некои проценки дека бројот на пациенти во регионот на Вухан може повторно да расте. И всушност, воведувањето на мерки генерално, не само кај нас, туку и секаде во светот, има крајна цел да ја растегне епидемиолошката крива. Значи да се примат што помал број на пациенти или број на пациенти кои што може здравствениот систем да го издржи потенцијално во периодот кој што следи. Веројатно еве ги чекаме и студиите да во однос на анализата, проценката на состојбата со антитела да видиме дали може да створи имунитет во периодот кој што следи, дури и колективен имунитет од повеќе месеци, па дури и година дена се до излегувањето на вакцината. И веројатно дека тоа ќе биде текот на оваа болест, генерално и епидемиолошката слика која што ќе се створи во сите земји на светот.
во сетот. Значи, мерки со кои што го амортизираме ударот од огромен број на пациенти во здравствениот систем, понатаму еве веќе публикации за пациенти кои што прилежуваат во сосем лесна форма, несвесни дека се болни од болест предизвикана од овој вирус. Така да све во таа насока предвидувања кои што никогаш не може да се сигурни во 100%. Продолжуваме. А1 повеле. Благодарам. Министер, прво прашање околу вработените на Охридска инфектологија. Вчера испратија писмо до медиумите во кој објаснува случајот со починатата стружанка и вела дека не може да третираат пациенти со потешка состојба од коронавирусот бидејќи немаат апарати и медицински помагала и вела дека вас ви известиле за ова. Оваа вест секако создава паника и кај охриѓани и кај стружани и околните места. Дали е точно, дали реагиравте и дали може да се лекуваат потешки случаи? Да побарам конкретен одговор. И второ прашање, дали ќе ги укинете оние картички што беа воведени за да се лекуваат пациентите, бидејќи матичните лекари имаат проблем доколку сакаат да тестираат пациент, не можат бидејќи пациентот ја изгубил картичката, пинат и така натаму. Благодарам. Сега во однос на не го разбрав второто прашање, јас се извинувам ако може ке да го повторите во однос на првото прашање, значи заврши увидот во болницата во Охрид, таму се детектира одредени пропусти од страна на Државниот санитарен здравствен инспекторат и сега се изготвуваат соодветни решенија. Значи, секоја јавно здравствена институција си доби наредба по која што треба да се постапува, да се обезбедат и просторот и кадрот, организација на патеките за изолација во Охрид. Тоа не беше случај, затоа следеше смена на раководството, на директорката. Меѓутоа, овој ќе се надополнам, ако може, движењето на пациенти е нешто што имаме потешки случаи кои не може да се лекуваат во Охрид. Ако има случајно потешки случаи, не може да ги лекува. Било која јавно здравствена институција која што смета дека не може да лекува одредена состојба, без разлика сега дали станува збор за оваа болест или не, ги препраќа на соодветното повисоко ниво на здравствена заштита. И затоа, уште од печетокот се знае дека пациенти со средна и со тешка клиничка слика се лекуваат на инфективната клиника во Скопје. Затоа го надградуваме таму капацитетот, затоа следна институција е болницата 8 септември. Само лесни клинички форми кои што може да бидат и на домашно лекување, меѓутоа заради некои други околности да бидат примени во инфективните оделенија во болниците се лекуваат таму. Продолжуваме. Александар Бошковски, повеле. Добар ден. Министре, рековте дека пикот на вирусот очекувате да биде крајот на април. Дали мислите дека е подобро овој период што следи да се заострат мерките, да се зголеми полицискиот час во работните денови или пак да се прогласа за неработни деновите за кои вие сметате дека е потребно, се со цел да се спречи ширењето на коронавирусот? Благодарам. Во овој момент мислењето на Комисијата за заразни болести е дека мерките се сосем доволни. Ги пратиме и поединечно по градови случаите, нивната епидемиолошка поврзаност и ќе се носат одлуки, решенија, нови мерки доколку се наметне за потребно, па дури и во некои посебни делови од државата. Продолжуваме со прашања. In штат, Урдоне? И штат повелет. Пред 2-3 дена во инфективната клиника во Скопје е донесена пациентка од Струга која била негативна на тестот за COVID-19. Тимот од Струга одлучиле да ја пренесат во Скопје без да ги добијат резултатите од тестот. Пациентката е хронично болна од дробовите, хипертензија, има диабет и дебелина. Во инфективна клиника во Скопје знаеме дека се третираат случаи, потешки случаи и сите позитивни во COVID-19. Сега и незината здравствена состојба се загрозува, бидејќи сега мора да се третира таму меѓу заразени од коронавирусот. Ме интересира дали сте информирани со овој случај и дали постапиле праведно од Општа болница во Струга согласно препораките од Министерство за
за здравство. А бидејќи тука гледам и заменик министерот, тој вчера беше во Струга, би сакал да знам дали него го информирале и дали интерно одделение во Струга има услови за да се справува со вакви ситуации. Дали може пациент да се третира во изолација додека чека резултат? Значи, Охридската болница е место каде што работат повеќе инфектолози и тие ќе бидат и практично се референтен центар, затоа и натаму се упатуваат пациентите од целиот тој на регион. Во однос на првото прашање, сакам генерално да кажам две работи. Првата работа дека и здравствените работници тоа го знаат, се зашто не се осеќаат комодни или нема доволно експертиза, услови и опрема и натаму, се праќа во повисоко ниво на здравствена заштита. Од здравствен дом во општа болница, регионална болница или на клиника во Скопје, болницата 8 септември, градската болница Свети Наум Охридски и така натаму. Значи, и тој е терк кој што функционира со години наназад. Не само за оваа патологија, туку и за секоја друга. И другото битно прашање е дека сите пациенти кои што се позитивни на коронавирусот во инфективната клиника во Скопје се третираат во целосна изолација. Значи има направено и алгоритам на движење и како кадарот е таму распределен, како се влегува во тие простори со која опрема, значи нема опасност да некој пациент друг се зарази од оваа болест. Има сосем мал број на пациенти на четвртиот спрат, меѓутоа сите други на инфективната клиника, заради тоа што целиот капацитет е практично сега спремен да биде наменет за третман на овие лица, но на сите други спратови кај што двата веќе се ангажирани со пациенти, третиот кој што е целосно спремен, се третираат по строгите критериуми за изолација и пристап кон овие пациенти. Продолжуваме и последно прашање. Радио Канал 77, повели Габриела. Благодарам. Министре, дали денешната бројка од 44 најмногу досега заболени во еден ден започна изголемувањето кое што всушност и се очекуваше и дали оваа бројка ја менува вашата проценка за пикот, односно би можеле ли да очекуваме тоа да биде предвидено, односно да биде побрзо? Во однос на проценките за пикот не, и мислам дека е премногу рано да кажеме дека ова драстично зголемување кое што има некаква тенденција така да продолжи. Сепак ги почекаме резултатите, бројките на пациенти во следните денови, на располагање имаме и повеќе тестови, имаше и викенд претходно, така да може за ова да судиме и да цениме некаде во средина при крајот би рекол на неделава. Почитувани колеги, тие беа прашањата онлайн поставувани од ваша страна, почитувани граѓани. Ние продолжуваме уште неколку прашања кои ни стигна во нашиот официјален мејл, електронски пат. Министре, првото прашање на волонтерите во Битолската државна болница кои работат како патронажни сестри, извршуваат задачи во лабораторија или во идна медицинска помош, им завршуваат договорите во април месец. Во таа насока барат одговор кој е планот за нивниот ангажман и дали ќе им биде продолжен со оглед на состојбата со коронавирусот, поради која дел од другите земји веќе ги мобилира овие медицински лица, повеле. На сите кои што се на примени на стаж ќе им бидат продолжени договорите, зашто веќе има предвидено средства во фондот за здравствено осигурување кон јавноздравствените установи. Второ прашање, дали пристигна респираторите од Кина, кои ги очекувате како донација, но и тие што дополнително требаш да бидат нарачани? Во однос на респираторите од Кина се уште немаме дефинитивен одговор од амбасадата. Разговаравме во неколку наврати конкретно за потребите, така да го очекуваме одговорот. И последно прашање, заменик министер Дарслани, Зоти Завенц министер. Господине заменик министер, вчера бевте на посета во Струшката болница. Каква е ситуацијата во интерното одделение? Дали има услови за докторите таму и дали Струшката болница има капацитет да се соочи со вакви случаи? Ви благодарам.
Да, вчера бев во посета на Струшката болница, во Општата Струшка болница, заедно со директорот на Институтот за јавно здравје и со екипата на експерти за да ја оцениме работата и третирањето на пациентите таму. Во оваа болница нема инфективно оделение, но докторите таму врз основа на протоколите, почитувајќи ги и врз основа на симптомите на пациентите и врз основа на професионалните оценки, така и действуваат докторите, но овде има посебна оценка во која што персоналот како да се заштити врз основа на пациентката од Лабуништа во конкретниот случај. Ќе ве информирам дека е действувано врз основа на протоколот и е направена консултација и со професорот од клиниката, од инфективната клиника во Скопје, кој што е експерт во таа област и направена е професионална оценка за симптомите, за клиничките симптоми, така што и на тој начин е постапено врз основа на што се однесува на интерното оделение. Јас сум информиран од директорот на болницата дека сите доктори се вложуваат професионално за клиничките симптоми за секој пациент кој што може да се третира на тоа ниво, така и действуваат. Исто така јас би потенцирал дека пациентката всушност се наоѓала на инфективната клиника во Скопје, направено е триажа за истата и тоа се случува во одделот кој што е посебен, одделот пациентите кои што се заболени од COVID-19 и кај истата тестот е негативен. Да, вчера бев во посета во Општа болница Струга, заедно со директорот од Институтот за јавно здравје и стручна екипа за проценка на работата таму и за третман на пациентиве. Во Општа болница Струга нема инфективно оделение, но докторите таму согласно со протоколите така и постапуваат врз стручна проценка и клиничка симптоматологија. Да потенцирам дека таму има оделен простор каде што и здравствените работници се заштитени. Во однос на конкретниот случај за пациенткава од Лабуништа, постапено е согласно со протоколите врз стручна проценка и врз клиничка симптоматологија, но консултирајќи се и со врвен професор од клиниката за инфектологија во Скопје. Во однос на интерното оделение, информиран сум од директорот дека лекариве таму постапувајќи врз клиничка симптоматологија и стручна проценка им се дава здравствена заштита на сите пациенти во тоа ниво. Од друга страна да потенцирам дека пациенткава се наоѓа во клиниката за инфектологија во Скопје, направена е триажа и истата се лечи во оделен простор од инфицираните од COVID-19 и тестот кај неа е негативен. Благодарам. Фандер за вице-министар. Благодарам заменик министар. И крајот на денешната редовна пресконференција. Останете дома, почитувајте ги сите препораки, мерки од надлежните институции, дерувар тој да фунди. Почитувани овде и крајот на пресконференцијата за денес. Останете дома, почитувајте ги сите препораки и мерки од компетентните институции. Пријатна вечер.